знам од денеска, од седмицата или кога ќе се објави во службен весник, само треба да проверам. Ама мислам дека може да седнеш Да, само секунда. И некој го загмазал столчето, ете. Јас нема да ги читам тие сите што ви ги дадов, затоа што се многу и ќе ги скратам како оспорени одредби. Да, за сите има, ќе ви дадам и текст, ако сакате, може да се... Кажете кога ќе може. Почитувани новинари, почитувани медиуми, ви благодарам за вашиот интерес и што ја следите работата на Уставниот суд. Уставниот суд денеска по неколку часовна исцрпна дебата поведе постапка за одредби од Законот за вработени во јавниот сектор, Законот за административни службеници, Правилникот за задолжителни елементи во јавниот оглас при вработување во јавен сектор, односно одредби од акти кои што беа оспорени од страна на Државната комисија за спречување на корупција во нивната иницијатива поднесена до Уставниот суд. Судот ги оцени наводите на комисијата како основани, но и ги прошири сомнежите за неуставност и незаконитост и на други одредби. И по сопствена иницијатива поведе постапка за одредби од истите закони, но и подзаконски акти кои што произлегуваат од нив. Со оглед дека станува збор за поголем број на одредби, судот дополнително ќе ви ги пренесе и ќе ги даде во детали. Во оваа фаза Уставниот суд изразува сомнеж дека се загрозуваат основните слободи и права на човекот и граѓанинот кои што се признати во меѓународното право и утврдени во нашиот устав. Потоа слободното изразување на националната припадност, соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и во другите јавни институции на сите нивоа, кои што се темелни вредности на кои почива нашиот уставен поредок. Судот изрази сомнеж дека за одредбите за кои што поведе постапка се доведува во прашање уставно загарантираниот принцип на еднаквост на граѓаните пред уставот, утврден со членот 9. Понатаму, уставната гаранција дека секому под еднакви услови му е достапно секое работно место, утврдено со членот 32 од Уставот, како и членот 54, според кој ограничувањето на слободите и правата на граѓаните не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, вера, национално, социјално потекло или општествена положба. Во суштина, во аргументите на расправата беше посочена и една одлука која што претходно Уставниот суд ја донесе. Станува збор за предметот Уброј 92/2023, односно одлука во која што е одлучено дека националната припадност е лично чувство на граѓанинот и како такво може да биде менливо. Лично право на граѓанинот е да одлучи дали ќе се изјасни, како ќе се изјасни за неговата припадност, но ова го вклучува и правото да не се изјасни воопшто. Расправајќи за одредби од Законот за матичната евиденција, судот одлучи дека националноста е приватно и внатрешно чувство и никој не може да биде принуден тоа чувство да го манифестира во јавноста. А уште повеќе тоа чувство да биде предмет на задолжителна институционално администрирање во регистрите на државата. Понатаму пред судот основано се постави прашањето дали со оспорените одредби кандидатите за административни службеници, идентично како и во регистарот на вработените во јавниот сектор, се наметнува обврската за изјаснување на припадноста кон определена заедница. Исто така, основано се постави прашањето
дали одредбите од правилникот за задолжителни елементи на јавниот оглас представуваат ограничување на правото на кандидатите кои припаѓаат на одредени заедници од онаа наведената во јавниот оглас, со што се доведува нивната усогласеност со принципот на еднаквост и со уставната гаранција дека секому под еднакви услови треба да му биде достапно секое работно место. Во прилог на денешниот предмет и дискусијата која што имавте можност да ја слушнете, во текот на гласањето донесена е и времена мерка за овој предмет, што значи дека се запира извршувањето на актите и действијата кои што произлегуваат од оспорените одредби и дека не треба да има промени во овој случај се додека судот не донесе конечна одлука. Повелете со прашање. Добро, благодарам. Зоки нешто сака да допраша, сега се сети. Добро. 23 години од донесувањето на помниот договор и примената на ова начинот на правопување, зашто до сега судот нема поведено ваква постапка? Уставниот суд во овој случај постапува по поднесена иницијатива од страна на Државната комисија за спречување на корупција, која што е поднесена почетокот на годината, и како и за секој останат предмет кој што е формиран во судот, се води вообичаена постапка согласно деловникот во тој период или сега согласно новиот акт и се постапува, односно се водат сите фази на постапката. Досега немало ова прашање е поставено сега и затоа Уставниот суд одлучува во овој момент. Меѓутоа, после добивањето на иницијативата, по сопствена иницијатива Не е невообичаено, се случува да Уставниот суд, видовте и на самата расправа, беа посочени неколку примери кај неколку судии во кои што при поднесена иницијатива уставните судии во текот, односно тимовите кои што работат на конкретен предмет, судијата и советникот доаѓаат до одредени сознанија дека не само тие одредби кои што се посочени во некоја иницијатива и за кои што има наводи се подсомнеш на Уставниот суд, се разгледува и се анализираат и останатите делови од истиот закон и се доаѓа до сознание дека може да се постави основано прашањето за нивна уставност или законитост доколку станува збор за подзаконски акти. Така што не е овој предмет исклучок дека е проширено поведувањето на постапката по сопствена иницијатива на Уставниот суд. Имало и примери и оваа година, и предходната, и изминатите години. Рековте времена мерка за запирање на акти. Како ќе судови тече овој процес? Тоа е прашање кое што треба да се однесува на примената. Уставниот суд се грижи за уставноста и законитоста, односно оценувањето на актите. Примената е во рамки на оние кои што нели ги објавуваат јавните огласи, бидејќи во овој случај зборуваме за јавни огласи при вработување.